Денеска ќе ги донесеме деталите околу 48-миот традиционален илинденски конјички марш, кој што треба да започне в понеделник во дворот на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, каде што впрочем и ние се наоѓаме во моментот. Околу деталите и символиката исто така на овој марш ќе разговараме во продолжение со Гоце Трпковски, председател на граѓанското здружение Илинденски марш 1978. Добро утро и благодарам за можноста оваа тема да ја доближиме до нашите гледачи. Споменавме дека коњаниците ќе бидат испратени в понеделник токму од овде, меѓутоа во колку часот поконкретно и колку коњаници се на број? Добро утро, поздрав до сите гледачи на телевизија Телма. Ви благодарам за поддршката која што имаме од вашата телевизија секоја година. Од моје име, од името на Здруженијето Илинденски марш, сакам да упатам еден голем поздрав до сите наши поддржувачи, до коњаници, до целиот македонски народ каде да е на ова наша планета Земја. Како што рековте, ова е 48-миот Илинденски конјички марш, традиционален, најстара манифестација од ваков вид не во Македонија, туку и во Европа и на Балканот. И еве се ближи тој ден, односно нашиот голем свечен ден, 27 јули, каде што Илинденскиот марш ќе се упати кон славното Крушево да го одбележи еден од најголемите македонски национални државен празник. Кога е предвидено да пристигнат во Крушево и што ќе се случува таму? Па вака, веќе морам да го потенцирам ова. Коњаниците, односно Илинденскиот марш е во завршна фаза околу своите подготовки, како што реков и предска, претходно 27 јули со дефиле од општина Аеродром, односно од споменикот Јане Сардански кај црквичката Свети Никола, со свечено дефиле со игроци, тапани, зурли. Коњаниците во комитска носија ќе се упатат кон црквата Свети Петар и Павле. Овде, знаете, секоја година традиционално се организиран голем народен собир, ќе има многу народ и ќе има литургија, односно ќе земат благослов од поглаварот на нашата македонска православна црква, господин Стефан. Ќе има културно-уметничка програма, каде што ќе гостуват елитни наши уметници на чело со Next Time. Ќе има поздравни говори, како што знаете сите дека веќе традиционално секоја година председателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски е покровител на оваа манифестација, заедно со општина Аеродром, градот Скопје, Министерство за култура и сите останати наши другари и помагатели. Од тука вечерта во касните вечерни часови Илинденскиот марш ќе се упати кон селото Долно Лисиче, каде што е предвидено ноќевање. Потоа на 28 сме во општина Петровац, каде што исто така градчаникот организира традиционален пречек. Вечерта исто така имаме голем пречек во градот Велес и 29 сме во Теово, 30 сме во Ропотово, меѓувремено, односно попатно посетуваме многу населени места и 31 јули во поплавените часови пристигнуваме во славното Крушево. Таму под градот, значи, веќе се спојуваме со другите коњаници кои што се во заедничка организација со нас, Илинденскиот марш од Кичево, Илинденскиот марш од Битола, Илинденскиот марш од Свети Николе, значи нека над 100 коњаници ќе бидеме заедно и во организација со градот Крушево, со градчалникот на градот Крушево, влегуваме во градот, односно таму се организиран голем пречек и со дефиле до местото гумења, да ги поздравиме крушевчани, нашите македонци. После тоа се стационираме кај езерото, кај што имаме наша таму база. Тоа ни имот од фамилијата на Чичко Владо Карев, на Чичко Борче Карев, така да со тие фамилии на Питогули ние сме веќе фамилиарно поврзани. И нормално на 1 август е дефилето во градот Крушево, заедно со државната поворка се полага цвеќе на гробот на Тоше Проевски, на Никола Карев, на Питогули. И нормално веќе 2 август е нашиот голем ден со дефиле сите коњаници од цела Македонија, кои што се вистински коњаници. Тргнуваме кон местоста Мечни камен, славниот Мечни камен, полагаме таму цвеќе, односно се поклонуваме на споменикот на Питогули, на панатите борци за Илинден и организирано се враќаме назад на 2 август во нашата база кај Крушевското езеро. Коњаниците кои што ќе тргнат од овде, всушност на нив ќе им се придружат и коњаници од останати делови од Македонија, како што веќе и самиот споменавте. Каде поконкретно е предвидено тие да преноќат и еве низ годините какви се реакциите на граѓаните кога ќе ги сретнат? Па видите, ние од Горно Лисиче имаме две маршрути. Две траси, едната е преку Македонски брод, другата е преку Велес. Меѓутоа, ова што е преку Велес е малце поттешка, меѓутоа има повеќе населени места, повеќе, да речеме, градчиња, помали населби и е поатрактивна збором за македонското население. Знаете, едно е да се шета со кола, друго да се гледа со дрон, со телевизија, на социјални мрежи, друго е да се осети чувството на македонскиот народ, на македонското село, на македонскиот граѓани, деца, возрастни луѓе, не пречекуваат, сакат се насликаат, се поздравуваме. Друго е доживањето, друго е чувството, едноставно илинденско, македонско.
И затоа и во тешки услови, кога сме биле малце кога било малку проблематично да се изфинансира маршот, ние тоа сме го терале, тоа сме го работеле за за да зачуваме нашата македонска традиција. Чувството е прекрасно. А како изгледаат самите подготовки? Па видите, ние се подготвуваме веќе од 3 август, кој ќе заврши на 2 август, нашите подготовки почнуваат од 3 август. Како што знаете, треба да се обезбедат коњи, седла, коњаници, базата, храна, возила. Едноставно тоа е војска, замислите, примереве 40 на коњаници од горно листиче, 40 коњи, за нив облека, комитска носија, мајци, опрема, транспорт, храна за коњите, храна за коњаниците, и тоа трае уште од 10 јули кога ќе се земат коњите, па кога ќе се вежбаат, кога ќе се тренираат. Знаете дека денеска дека има многу малку коњи се чува во нашава држава, а од друга страна и помладава генерација помалку знае односно да контактира, да соработува со коњите, па мора да има нека обука, па мора да има трензи, па имаме малку потрзавици, но тоа останува во позадината, сепак на 27 кој ќе трнат сите се спремни топ. Вие лично сте речиси 3 децени дел од организацијата на овој традиционален марш. Затоа би ве прашала како вашите деца го доживуваат маршот и воопшто каков е впечатокот на младите? Па видите, ја прво сакам да се заблагодарност, да им дам почит на тројцата основачи на Илинденскиот марш, покојниот председател Гоце Стевковски, покојниот исто Борче Стевковски и сега живиот, односно нашиот исто член на Сдруженијето Борис Мековски, кој што ни го трасира патот за Крушево. Они се тие први основачи со придружбата со Спасе Нешовски, со Душко Богоевски, кој што ја трасира таа маршрута до Крушево на чело со идеологот Пандил Стевковски. После тоа, после 20 години, јас се уклучив како организатор во Илинденскиот марш и еве ова ми е 28-ми Илинденски марш кој што сум како организатор, и тоа е малку тешка работа. Сепак, погото јули месец треба си жртва. Младоста ми појне маршот, фамилијата ми страдаше малце за маршот. Тоа сега сум се ветил, така истрам таа работа. Еве веќе и моите синови, постариот и средниот, веќе се по 4-5 пати учесници по 4-5 години. Најмалиот веќе и тој влегува во систем. Ние веќе во маршот имаме втора, трета генерација на сите наши лисичани и помагатели кои што учествувале во маршот како коњаници, а веќе сега нивните деца, нивните внуци веќе влегуваат во тој систем, едноставно тоа е генетски код. И тоа е мерак, тоа е љубов за маршот, љубов за татковината. Јас 11 години сум како учесник, како коњаник, а 28 години сум организатор заедно со моите другари од Сдруженијето на овој Илинденски марш. Колку граѓани годинава се пријавија за да бидат учесници во маршот и како се одлучува кој всушност ќе учествува на крај? Па видите, значи ние имаме туку околу 40 на коњаници, меѓутоа имаше преку 70 луѓе пријавени, 70 кандидати или кандидатки, девојки и млади момчиња. Меѓутоа е проблематично ако во еден Илинденски марш имаш многу нови коњаници, односно почетници, и малку е проблематично да ги пушти сите коњаници, сите учесници кои што барат да бидат у маршот. Сепак ова е макотрпна работа. Коњите треба да бидат во сообраќај, треба да бидат на дефиле, а не можеме сите да ги пуштиме, а и финансиски тоа многу и кошта за тоа да чини да се направи таа приказна, тоа што сепак едно се 40, друго се 70. И затоа ги правиме година врз година, значи секоја година пуштаме по 5-6-7 млади нови или почетници, па другите кога доаѓаат 7-8 години веќе се повлекуваат и цело време таа работа иде у круг. Искрено некогаш имаме дури проблем со кандидатите, затоа што секој на некого е, секој ни е наш другар пријател, секој со некоја препорака и некогаш малку ни замерува, ама нека простат. Мислам нека не е ништо намерно. Исто така сакам да упатам една голема благодарност до Македонската православна црква, Свети Петар и Павле од Горно Листиче, која што со години ни дава поддршка за овој нас Илинденски марш, значи буквално секогаш ни стојува на располагање и сите околни населени места со црквите со црквите како што е селото Усие, Долно Листиче, Петровец, Катланово, Трубарево, така да една голема благодарност до МПЦ. Ви благодарам и јас вам за можноста да ја доближиме оваа тема до гледачите за овој утрински разговор и се надевам дека ќе имаме и друг повод се разбира за разговор. Со Господ напред, да живее Македонија и се гледаме на 2 август. Благодарам. Овде ќе го финишираме нашето прво линковско вклучување за овој четврток. Во изминатите минути направивме еден спој, би рекла, меѓу традицијата и историјата, секако во пресрет на големиот празник Илинден.